Здраво, Ивана, како си? Здраво, фала ти на поканата. Баш ми е драго што сум тук. Бака, пред да почнам да те прашувам како си помина живејќи и работејќи во Шпанија, затоа што не беше мал период. Претходниот пат кога се видовме, отида да јадеш кебапи во Фонтана. Дали ти се потврди тезата дека таму има најдобри кебапи Се во потврди, градот? да, се потврди. Особено ако не јадеш 8 месеци, да. Се може беше субјективно, затоа што не отидов до други места, ама во моментов стои така. Ти фалеше ли нешто друго освен кебапи во Шпанија? Не верувам дека нешто многу те недостигало јадење од Македонија, затоа што во Шпанија има прекрасно јадење и овоши, и зеленчук, и нивните, нели, едни од најпознатите вина во светот. Ти недостигаше ли некојаш вака да речеш, ако има морско ајвар ми иде да си намачкам? Да, апсолутно. Ама најмногу се врзав, мислам, ми фалеше веројатно на присуството на другарите, на пријателите, на таа топлина од луѓето околу мене. Затоа што кога имаш некој круг на луѓе што го сакаш и со кој што се чувствуваш убаво и пријатно, одење во друга средина е надвор од зона на комфори е реално предизвик голем. Имаше моменти во кои што тоа беше првата работа која ме врзува за дома. Ми фалат моите луѓе. И тоа беше, да речеме, не може би толку некоја конкретна работа за дома како градот, туку моите луѓе. Затоа што јас природно местата и локациите секогаш ги врзувам со луѓето внатре. И пак гледам дека несвесно беше така. Ама како времето поминуваше, почнува да недостигаат некои делови од Скопје, тоа што го прави животот тука. Ама знаеш, на некој чуден начин, затоа што таму во голема мера најдов и дом. И стана малку конфузно. Имаш дом далеко од дома и градиш релација со твојот дом. Значи се менува релацијата со твојот дом. Така што се измеша се тоа на убав начин. Немаше таму, например, други луѓе од Балканот, затоа што кога јас живеев во Прага, иако со колешката од Косово зборувавме на англиски, сепак некако се чувствував, иако не ја знам, како да сум со луѓе тука од Скопје, затоа што имаме сличен темперамент, дури слични изрази кога нешто кажуваме, па и со мимики се разбираме, пајде, леле и некои такви работи на сите балкански јазици значат исто кога ќе ги употребиш во било каква ситуација. Дали запозна луѓе од Балкан, дали таму ти каде што живееше и каде што отиде да работиш, имаше луѓе балканци, секогаш викам кога тука ќе ми дое преку глава, одвај чекам да отидам, а после се радувам кога ќе сретнам некој од Балкан. Па јас живеев со Ѓорги од Бугарија и Анита која е унгарка, меѓутоа живее во Романија, така што Балкан Vibes имавме ние и тоа како дома. Кога живееш со 6 луѓе, од кои што двајца практично стварно ти го носат тој вајб дома, не ти е гласно. Да, ама беше прекрасно, мислам, стварно. И другиве луѓе од другиве земји, некако ја засакаа многу таа енергија и едноставно дома се претвори тој свет во една енергија на, не знам, луѓе кои се гласни, луѓе што пуштаат музика, уживаат. Не ми недостасуваше тоа, дури со другиве луѓе од земји како Естонија, да кажеме. Имаме предрасуди дека се имаме многу, ладни. Да, имаме многу, ама видов како се трансформираат и како под влијание на шпанската култура сите многу се зближуваат. И можеби затоа што бев таму, конкретно во Шпанија, ама не почувствував, да речеме, некаква студено, напротив, сите беа многу отворени. Мислам, Каталонија како регион за мене е лично малку позатворен, меѓутоа јас не го почувствував тоа, веројатно ради не знам јазичната бариера, која јас ја немав, го зборуваш јазикот, запознаваш локалци, и ти е убаво, така што тој момент го имаш и дома кај мене, меѓутоа и со другите. И беа многу заинтересирани, не знаат многу за Балканот, и беа многу заинтересирани да научат многу, да слушнаат, па сакаат музика, сакаат традиција, и тоа беше интересен момент. А добро, како беше патот до таму? Јас само во еден пост твој на профилот на Facebook видов дека ти си спакувана и дека одиш во Шпанија. Да. Што точно работеше? Како испадна се? Затоа што буквално видов Ивана со куфери и оди во Шпанија. Мислам, лани околу јули, мислам дека отидов на размена од Еразмус во Хрватска и имав шанса тоа да биде најубавиот, можеби најубавите 10 дена што ми се случиле. И запознав тимот од Шпанија, каталонци, со кои што се зближивме многу, така сватив и дека можам да зборам шпански. И ми дадоа, да речам, некои препораки за некои организации, чисто како размена, на вмрежување. И си реков, окей, супер. Ама се зближивме многу и 20 дена после тоа отидов на гости кај нив. И се одам во Градчево, која живее во Тераса, така се вика градот, предградија на Барселона.
И си викам, добро, тука сум, супер е, многу помало од Скопје. Убаво ми е, ама најверојатно нема да се вратам. Ама стварно ми е убаво. Една година покасно, сега се сеќавам дека живеев 8 месеци таму. Така што тимов од дечкиве што ги запознав тогаш ми дадоа некој хинт, еве ти организација, можеби ќе ти затреба во животот и знам дека околу лани октомври, ноември отварам Инстаграм, викам дај да ги тргнам. Некоја чистка си правев. И гледам дека имаат повик за волонтери на програмата на Европски солидарен корпус, што е многу супер програма. Конкретно за организацијата, каде што имав на Инстаграм. И си викам, окей, ајде да видиме. А нама повикот не беше отворен за македонци. И си викам, ајде да прашаме. Зашто да не? Им пишав, ги прашав, им кажав дека многу сакам да дојдам, имам искуство со младинска работа, станав збор за волонтирање и ме примија. И кога ме примија, се враќав од една размена само што стигнав во Софија, околу 7 савајла, значи не се надевав дека ќе влезам искрено, заради тоа што он има пречки со виза, баш онака некои административни трошоци најверојатно може ги плашале. И само што стигнав во Софија, ми стигна порака на каталонски, добре дојде. А не знаеа многу од луѓето дека одам. Во моментот и студирав, требаше да направам пауза. И така, буквално беше одлука многу брза. И само што после тоа веднаш морав да аплицирам за виза и за месец и пол заминуваш. Ова колку што добро памтам, е всушност и твоето прво селење воопшто од државава и мислам првото селење воопшто сама надвор од семејството. Имам впечаток, познавајќи многу луѓе низ светов и во Европа, дека ние почнуваме многу подоцна со тоа живењето сами, Апсолутно. бидување самостални, колку те смени како човек. Мислам се успеали, прво ќе те прашам целосно да се вратиш дека не си во Шпанија. Колку те смени како човек, затоа што сметам дека додека сам човек не го почувствува тоа, не може да знае колку од една страна е убаво, а колку од друга страна е тоа некогаш толку самено и тешко да се спакуваш и да се иселиш некаде. Мислам дека за мене не беше многу тешко, затоа што го имав оној младешки порив дека сакам да одам. Не само младешки, човечки порив дека сакам да одам, сакам да истражувам. Годините на ковид беа доста комплицирани и не се чувствував многу исполнета. И одењето таму беше најубавата одлука што ја донесов за себе. Беше одлука со анксиозност, ама беше и со отвореност дека одам да видам што ме чека, затоа што сакам да видам што ме чека. И таму се потврди тоа, затоа што отидов со отворено срце и знаеш кога одиш некаде отворен за работите, дозволуваш да те менуваат, дозволуваш и доброто и лошото да поминат низ тебе и не може да не те промени. Лично во мојата глава работите се целосно сменети, 360, во однос на навики, како функционира моето чувство за независност, односот кон градот, луѓето, топлината, отвореноста. Не знам колку тоа може да се забележи, ама на крајот на денот важно е како јас се чувствувам. Так. И за мене ништо не е исто, особено кога ќе се видам себе си од пред 2-3 години сега, мислам тоа е стварно голема разлика, многу голема. Да, личи дека 2-3 години се, не знам да речеме, и мал период, ама особено во 20-тите, 2 години толку не са мал период и толку многу работи може да се случат, па сега да те прашам, бидејќи кажа дека тоа е младинска размена и е на база на волонтирање, која е старосната граница на луѓе што може да се пријават, затоа што може би некој млад човек сега ќе наслуша и ќе не гледа, или двете, и ќе сака да се пријави. Која е старосната година на која еден човек може да аплицира? Ако не се лажам, 30 и супер, затоа што не си обврзан да студираш, не си обврзан да имаш работно искуство, едноставно треба да имаш желба да се поврзеш со некаква организација и да стекнеш некаква вештина. И тоа многу ослободува. Исто така не си обврзан ти да имаш финансии, затоа што се ти е покриено. Тоа за млади луѓе, особено кои доаѓаат од земји кои да речам економски не се стабилни, е прекрасно. Мене сите трошоци ми беа покриени, плюс јас стекнувам некаква вештина што останува за мене како нешто со кое што може во иднина ќе се бавам. Тоа е фантастично. А што точно работеше? Значи мојата позиција беше многу широка, ама бев, да речеме, младински динамизатор. Значи ги подготвував младите што сакаат да патуваат во странство. И јас им ги барав сите нивни можности за локалните млади, значи од Шпанија, од Каталонија кои сакаат да патуваат. Работев на многу младински проекти што веќе ги аплицираат во самиот град.
и работев на се друго што е поврзано со младински проекти. Значи тоа беше многу широка позиција. Буквално работиш и динамизираш млади во сите можни околности. Затоа имав и многу работа. Ама бев фокусирана да барам можности за нив и да ги подготвувам како да одат надвор. Значи цел тој процес на подготовка, затоа што беа, особено таму младите се многу отворени за патување. И убава работа, односно нешто што не го очекував, ама беше дека работевме на 3 јазици. Да речеме, јас требаше да работам на англиски, меѓутоа поради познавање на шпански, разбирање на каталонски, се поврзав многу повеќе со нив и стана многу убаво искуство, затоа што допираш до нив како млади луѓе од тој локален контекст многу повеќе. И беше, значи, преубаво. Добро каталонскиот го научи, јас ништо не разбирам од тој јазик, затоа што мислам дека е сосема различен јазик. Да, не знам дали постојат ли некои сличности каде што можеш да кажеш па еве, како да кажам, например, како хрватскиот и српскиот, па постои сличност. Јас имам впечаток дека е тоа комплетно различен јазик. Јас не сум лингвист и се плашам дека ќе сгрешам, меѓутоа, судејќи по она што го слушав и зборував, тие се различни јазици. Значи, доминираат примеси од други јазици, например, поинтензивно во каталонскиот, италијански, малку француски, многу повеќе. Во таа смисла, ти можеш како говорител на шпански да разбираш каталонци, ама има многу луѓе кои не го разбираат. И станува предизвик, изговорот исто така. И сега тука нели го има оној критичен момент моментално каде што дел од шпанците го сметаат како дијалект на Шпанија тој јазик, меѓутоа јас го доживувам на вистина како посебен јазик. И затоа не го научив. Можам да разбирам до некаде, меѓутоа не. Го совршувам и го да речем се фокусирам на шпанскиот јазик. Меѓутоа би сакала со лингвисти да го зборувам ова и да го истражувам затоа што е многу интересно. И има некаква основна сличност која мене ми дава да го разбирам, меѓутоа. Па добро, и самата кажа, јас мислам дека и луѓето, самите луѓе во Шпанија, дека многу се разликуваат луѓе, например, што живеат во југот, каталонци. Јас дури би рекла дека тоа не се ни истите луѓе како да не се од иста држава. Не зборам само за па дури за физиономии, за како изгледаат, како се однесуваат. Нели, веројатно сега ќе искористам една српска поговорка што јужније то тужније. Луѓето дури во Шпанија што живеат на југ, убаво јадење, топло е, море си имаат, весели се, таму е поевтино, стварно мислам дека на вистина се разликуваат. Особено Каталонија, тука е моментот. Мислам, на север горе исто така има разлики, меѓутоа југот и центарот, да речеме, се некаде послични. Меѓутоа Каталонија како регион на вистина има многу големи разлики, затоа и ова со јазикот како момент е исто интересно за анализа. Јас не можам, како што кажав, не сум лингвист за да зборувам, меѓутоа таа разлика еве во учењето на јазикот се забележува. Јас имав часови по каталонски. И се откажа? Сакав да не се откажам. Ајде да речем дека не се откажав затоа што разбирам. И тоа беше достигнување за мене да почнам да разбирам. Меѓутоа, многу интересно за анализа стварно. Кои градови други, бидејќи 8 месеци не се мал период, кои други градови успеа да ги прошеташ, да ги видиш во Шпанија? Не се срамам малку од ова, затоа што тек сега сакам да се вратам и да шетам, затоа што имавме многу работа. Излезе дека волонтирањето ти остава слободно време, да речеме, во сабота и недела, ама ние на вистина имавме многу работа. Дека е баш работа. Работа, да, волонтирање сега кога не те обврзува, ти соработуваш, како што велат нашите ментори, ама имавме ние многу работа. Бев доле на југ, ама сега сакам да се вратам и сега Каде беше? Малага. И како ти се допадна Малага? Бев јас Малага е љубовта, мислам, таа отвореност на шпанците, таа добрина, оној момент на пиво и тапас секогаш многу ефтино. Тоа е едноставно оној дел од Шпанија што може горе малку ми недостасуваше, ама значи преубаво, заљубена сум во Малага. Имаш сега омилено јадење за кебапите, зборевме од Шпанија што ќе ти недостига? Па тата збрава, мислам, не е нешто толку многу различно од нашиот помфрит, тоа пак се компири, ама различно подготвени, со специјален сос. И не знам како да го објаснам поинаку, ама па тата збрава со пиво се нешто што толку нивното бело вино што не е важно од каде е купено, тоа забележав дека не можеш да откаде? Многу ефтино, ние си го земавме од маркет, многу ефтино. Да речеме, го викаат фейк шампањ. Значи, пошто е многу ефтино. Кажи, нас ова ни е премиум шампањ. За 2,50 €, мислам, кава го викаат, тоа многу ќе ми фали. Ке си излезаш на тераса, ке си земеш вино и се замислуваш дека кој знаеш што е, и сечеш неколку јагоди, ама доволно е, знаеш.
Мене да, тој вкус баш од доволно. терасата, фотографиите ти ги Доволно. гледав што снимале тераса, што е прекрасна баш. Не ти треба многу во тој случај. Мали задоволства беа во прашање, особено со волонтерски живот. Со волонтерски живот учиш многу работи како да ги правиш ефтино. Да, а сликите не ти изгледа, да ти кажам баш така, дека шампањото од 2 евра, ама кога произведуваат толку многу... За ова се цимерите криви, затоа што они не знам како, ама секогаш знаат така да ја наместат масата, да ја средат собата, да изгледа како соба од $1.000.000, а тоа е, мислам, јадење направено. Па, Значи- види, јас кога бев во Прага, исто со колешката од Косово, затоа што ни она ни јас може би малце подобро од неја сум во фотографирање, незината сестра не зезаше дека ние сме во еден од поубавите градови во Европа, а како се сликаме дека човек ќе мисли дека ние сме во Фериза или во Скопје. Значи не може Прага да ја упропастиш. Ама тоа мене ми успеваше и на Доника, особено на фотографии, да изгледа Прага како во Драчево да сме сликани, не дека на Драчево нешто му фали, јас сум од таму. Апсолутно не. Ама ја упропастивме, Ова е значи ние ново. немавме другари што знае како да наместат пиење, што па и у Прага не беше баш толку ефтино, затоа Да, што да, они да. освен компир и зелка не можат малце да се пофалат со специјалитети, ама за храната може да те разберам скрос и за сонцето, не дека тука немаме сонце, ама јас на пример во Прага ќе полудев, а ти си го немала оној момент да ти не достига топло време. Ми фали сонце секогаш И сега. сивило затоа што не знам, Шпанија сигурно поголем дел од годината имаат топло време, веќе немаме Сончево, ние да речеме. зимо, ама е сепак Да, сончево. нели сончево. Затоа што имаше зима, ама таа зима е со сонце. И мене ми е доволно тоа. Да, доволно е. Дури јас ви велам и минус да е, иако нели тоа ние го викаме сонце со заби, само нека свети, нека не биде сиво, Е баш така. затоа што, значи, оние што ќе не слушаат, затоа што те прашав и гледаат за како да аплицираат на вакво волонтирање, дали е тоа во Шпанија или некаде по Европа, да знаат дека ќе треба да работат. Ама тоа колку и да веројатно ти изгледало тешко, од друга страна те учи на живот. Не, прекрасно е. Прекрасно е, стекнуваш вештини за нешто што не нужно е поврзано со тоа што го работиш, сакаш да го студираш овде. Јас конкретно студирам книжевност, а работев нешто поврзано со младинска работа. Чи прекрасно е. И тоа искуство, кога ќе го тргнам на страна како посебно, беше уште поважен момент. Тие луѓе со кои што работев, можноста да се поврзеш со, да стекнеш нова некоја вештина на друг јазик, не се мислам. Од различни професии беа конкретно луѓето што беа со тебе, колегите исто што волонтираа, бидејќи тоа е Да. секогаш интересно. Јас сум забележала од Редфит обрк дека луѓето се таму со една цел, а сите сме со различен бекграунд. Да. Како беше кај тебе? Имаше ли луѓе што работат други професии, што се сосема поразлични од онати што го работиш? Да, например, ние бевме распределени во 3 стана, околу 15 волонтери во 3 организации. Јас работев во Вибрија се занимаваше со младинска работа и 2 организации кои работат со лица со попреченост. Меѓутоа беше прекрасно затоа што искуството од работата со нив секогаш го имав дома и тие практики на ценење, на почитување, на нивна инклузија, особено во Каталонија, се посебна тема на муаве што може да ја правиме. Значи, еден од моите најдобри пријатели од таму, работеа со нив секој ден. Тоа е посебна тема на разговор. Какво внимание им се посветуваше, колку беа директно вклучени во секојдневниот живот. Фантастично. Види, бидејќи јас во моево работење и во професијава, особено акцентот ми бил задржан на лица со попреченост. Можам да кажам од она што сум истражувала, па што и сум видела самата, Шпанија е една од најдобрите земји во Европа кога станува збор за вклученост на лицата со Јас сум со шокирана, попреченост. позитивно изненадана. Затоа што во многу европски земји сум мислела дека и таму е така, а нели за Шпанија имаме некој стереотип дека они се хихи хаха, само журка, само забава, ама баш за маргинализираните групи на граѓани се грижат многу. Они се единствените, например, сега и во Европа што изгласа закон дека жената за време на менструација дека ќе постојат денови за менструално Да, отсуство, прекрасно. затоа што некако добив впечаток дека ние ако мислиме дека нив им е се само сиеста и вино пиење и мезење, на вистина се грижат за секој граѓанин, така што супер е што си имала можност и да го проседочиш Да, тоа и да апсолутно. видиш како едно општество
на вистина и вистински може да се грижи за некој што е послаб и можеби и тебе во животот тоа ќе ти помогне и мислам на секој еден човек може да му помогне да научи колку е важно да сме солидарни. Многу јас бев премногу среќна за можноста прво да живеам со луѓе што секој ден ми носат такво искуство дома. Секој ден зборувавме, например, околу 6 попладне сите доаѓаме дома, седнуваме на маса и природно се зборуваше кој што како направил на работа и нивните искуства секогаш ми беа многу интересни. Не знам дали станува збор за овој автономен регион конкретно. Мислам дека Каталунија има ако не се лажам најдобри практики, луѓе од други делови на Шпанија доаѓаат конкретно таму. Во поглед на ова, во секој случај многу убаво. Мислам, стварно имав чувство на благодарност затоа што можам да го сведочам тоа. Многу голем позитивен шок. Таму ли се роди веќе кога зборуваме за колку ти било важно што имаш можност да работиш со луѓе од цела Европа, различни карактери, различни профили. Имаше ли тоа голема врска и потик за тебе да почнеш да пишуваш за Медуза и да го начнеш патувањето на жената, дали е тоа внатрешно или надворешно, односно жената како номад? Поврзани ли се едно со друго или тоа седало некаде во тебе, па Шпанија само го изнеса на површина? Мислам дека тоа почна кога почнав да патувам лани, кога заминав за Хрватска прво, и бидејќи идејата за новата книга настана таму. Ова што се случи понатаму, кога стигна во Барселона и кога имав поголем простор да рефлектирам и да пишувам, па барав нови облици како да го рефлектирам тоа што сакам да го кажам, беше нешто дополнително, мислам дека. Меѓутоа, од првиот момент кога си кажав, окей, носам одлука дека во овој определен момент во животот не нужно ќе го правам тоа што го прават другите, туку ќе заземам некаква позиција која мене ми значи, тргнав и стварно мислам дека почнав да патувам многу. Во тој момент почнав и да пишувам, затоа што чувствував дека има работи што сакам да ги кажам. Останувањето некаде 8 месеци и моето лично искуство како девојка и како жена отворија нов момент и ново поглавје што понатаму ќе се развива. Затоа што си сам со себе долго време, ама си сама со себе како жена. И тоа подразбира дополнителни тешкоти, предизвици и едно многу посебно искуство за истражување. Ти беше ли, спомена сега по тешкоти, што ти беше најтешко? Мена, например, кога се пресели во Прага, иако претходно сум живеела сама, прво ми беше многу тешко, затоа што мислам дека е најтешко човек да остане сам со себе, моментот кога сам си, без разлика дали имаш друштво или па преиспитуваш све што си направил во животот и текнува на работи, истражуваш, се прашуваш што се случува. Мене барем тоа ми беше најтешко. Не верувам, верувам дека и на колегите, зборам сега на мажите што беа на програмата, им било исто тешко, но мене, например, се ми беше тоа застрашувачки од моментот дека јас сама се качи во авион во сред пандемија, имаш уште тројца луѓе од Белград до Прага, и потоа бев сама во стан каде што надвор има карантин. Не велам дека ние глупи се тие споредби со послаб понежен пол, мислам дека надминати ни се веќе со години, но некако со години и години наназад дека сме и воспитувани поинаку, не можеме да избегаме од нешто како општествена норма што ни е наметнувано, па дури во такви моменти кога мислиш дека кузни колку си силна, се чувствуваш како жена кога си сама во друга држава ранливо. Ти се случи ли тебе нешто такво? Па да, ама јас мислам дека објективно имаме поголеми реални закани како жени во секој случај и во однос на безбедност првично. Ги почувствував тие работи и секогаш ќе стојам на ставот дека како жени се соочуваме со поголеми проблеми во таа смисла. Прашањето за безбедноста е прво прашање кое секогаш создаваше некаква анксиозност кај мене. И не можам да кажам дека било подеднакво исто и за моите другари и за мене. Не било. Сите мои женски пријателки и јас имавме многу поголема доза на анксиозност, особено да речеме во градови во кои не се толку безбедни. Самото тргнување од дома, да речем, беше некаква иницијална точка како ќе се одвива тоа, меѓутоа кога си таму на лице место, кога се враќаш сам дома, кога улиците се темни, тогаш сваќаш дека за тебе искуството поинакво од тоа за твојот пријател со тебе, затоа што твојот пријател
е во ред, меѓутоа јас треперам и има улици во кои што не сакам да поминам и мора да внимавам дали е светло и слично. И тоа е факт. Меѓутоа со текот на времето научив да зборувам за овие работи, прво да ги признам и да ги зборувам. И тоа ми помогна можеби да собирам некаква храброст, меѓутоа грижата за себе и својата безбедност секако остана една посебна тежина. Значи справувањето како жена за мене беше. Затоа и сакам да зборувам за женското искуство на патувањето, затоа што не е исто и мислам дека треба да бидам искрени. Дали имаше фидбек искрен од други жени кога ти ги објави сите тие текстови на Медуза, што како јас и ти сега што разговараме, кажале дека се поистоветуваат и дека поминале баш низ истото патувајќи. Да, многу убави реакции имаше што не ги очекував. Особено од млади девојки, многу ми значеше тоа. Бидејќи идејата на текстовите не беше да се допаднат на некому, туку да ги напишам и да беа дневник. Да, беа на некој начин, меѓутоа беа отворени и за искуствата низ другите. Кога некој ќе ти каже дека поминал низ слични ситуации, дека има исти чувства кон прашањата за домот, за неприпаѓањето, за заминувањето, доаѓањето, нема ништо поубаво тоа. Сваќаш дека го делите просторот заедно. И тоа е едно многу посебно чувство за мене како жена. Да се чувствувам дека припаѓам во некаква заедница каде го делиме истото искуство. Така што тоа стварно многу ми значеше. Па јас и тогаш ти пишав кога ги видов сторињата на Медуза дека како да сме разговарале, па јас ти го кажувам истото кога јас се преселив во Прага, затоа што мислам дека не постои безразлика од кој дел на земјинава топка доаѓа некој што не поминал низ истото. Прво, колку добро и да зборуваш друг јазик, е многу страшно некогаш на крајот на денот кога веќе не ти се збори на друг јазик што тебе не ти е мајчин. И тоа не сум ги разбирала луѓе кога ќе се преселат, ама мене ми беше веќе смачено да зборам у ист ден, да речеме, на англиски и на српски поголем дел од времето и веќе на крајот на денот да треба да се слушнам со семејството и да зборам уште на еден јазик. И имаше периоди кога само сакав да молчам и да не кажувам ништо зашто ми е мозокот прегорен. А мене обратно. Не знам на што се должи тоа. Веројатно во овој период во животот баш функционирав супер. Да, предизвик е 3 јазици се, не се еден. Ама мене ме правеше многу среќна тоа. Изградив конекции, изградив релации со други луѓе врз база на други јазици. И тие ќе останат такви и сега, заради тоа што зборуваме различен јазик. И дали поради, не знам, долгиот престој таму, стана некаква навика. Мене ми стана предизвик и се отвори едно ново поле на истражување на јазици по тоа што почнав да го засакувам. И не знам, можеби едноставно ме трогна целата околност каде што бев, да толку ми се допаѓа и ја уживам, што во тој систем стварно убаво функционира. Па да, можеби, не знам, лично искуство, јас, например, и да ти кажувам, колку и да ми беше супер што кои од тие јазици на што не се мајчини јазици, никој не ги зборуваме кога сме тука на дневна основа и добро е што после некое време ги усовршуваш, ама мене ми беше многу голем проблем некогаш кога веќе, затоа што и јас зборувам многу, зборувам брзо и гласно и дека треба се тоа во главата сега да го преведам, да го зборам и некогаш си викав ми треба само мирна глава, затоа што на почеток. Јас и кога отидов таму бев во една состојба на бърнаут после ковид работење толку и можеби ми требаше малце повеќе време сама со себе, затоа што и го искористив тоа време само за шетање, не толку колку за тебе, мислам, и работев, ама веројатно не колку ти што кажуваш самата, ама тебе освен работењето ти се случува и една покана за Германија, мислам дека беше тоа во јули месец, ако не се лажам, во јули месец. Видов фотографии, многу се израдував, затоа што видов дека една млада поетеса или писателка, како сакаш да видиш повеќе нарекувана, затоа што и тоа гледам дека луѓе го сакаат да имаат некој ќош во кој се наоѓаат. Воопшто, јас пообратно. Меѓутоа да речем авторка. Ама чудно ми е кога кажам тоа. Чудно ми е ако ти кажам дека сум авторка. Има дел од мене што му е чудно. Добро, значи ти добиваш таму покана и одиш во Германија. Јас бев многу среќна кога видов дека ти таму си читала на македонски. Прочитав и дека учествувале буквално
млади поети од цел свет и претпоставам дека и сите читаа на сопствениот јазик, Да. на мајчиниот јазик. Да. Ово беше преубаво искуство. Ово беше едно од најубавите искуства во животот што ми се случила и беше благодарение на европската платформа Версополис. Бев номинирана од Струшки вечери на поезијата, номинацијата помина и само што стигнав, помина неколку месеци во Шпанија и стигна покана за фестивал. И сега го првата возбуда, чекај леле, што се случува? Прв пат? Да, прв фестивал, интернационален фестивал надвор од Македонија, затоа што во Македонија сум присуствувала. И беше едно искуство кое, мислам, се менува перспективата за тоа што ти го работиш како автор, меѓутоа се менува и перспективата за почитувањето на книжевноста надвор од нашите граници, знаеш. Дефинитивно. Тоа многу ми помогна да сватам колку некои земји вложуваат во и како ги третираат нивните автори, особено младите автори. Понатаму, не знам, промоцијата на буклет што се направи на млад автор. Да, ги имам тука на сите автори имаат буклети вакви. Не, младите автори од Версополис и затоа ми беше особено значајно. Бевме две авторки од Версополис. Ова го има на македонско-англиски и на македонско-германски. Така, да. Овие се само два. Добро, овие кај нас може некој да речеме да ги земе? Не може. Или ова се за приватна? Или ако ги земе од тебе? Од мене. Таму достапни се за секого? Да, и сега се достапни во книжарница во Австрија и толку ми е драго за тоа. Прекрасно. Па да, германски јазик претпоставам секаде каде што се збора, па и англиски секаде. Како се викаше точно градчето, видов фотографии и такво е мало и бајковито и фестивалот кај што беше? Фестивалот се вика Леселенс, а градчето е Хаусах, буквално во Црната шума. Едно од најбавите места што ги имам видено. Градче на работничката класа, многу ме трогна и многу и прекрасно ми дојде тоа. Многу мало градче, ама со исклучително убава природа и луѓе што сакаат да инвестираат во него. На околу 3 часа од Франкфурт. Да, околу 3 часа скоро од Франкфурт. И беше едно искуство особено убаво да се види дека она што се вложува во фестивалот, се вложува и во градот, знаеш, тоа е многу интересно. Затоа што сите локални мали бизнеси, особено локалните мали бизниси, има профит од самиот фестивал. И самиот организатор на фестивалот сакаше и многу ми е драго затоа што се трудеше да им помогне. И тоа беше прекрасно. Од кога е тој фестивал? Нов фестивал или тоа е баш традиција со години која ја има? 26-то издание беше ова во Хаусах. 26-то. И баш заради тоа беше чест, затоа што ние сме имали и македонски автори претходно, Драгана Евтимова беше, и баш споделивме искуство сега на Струшки, дека и таа имала фантастично искуство. Особено затоа што станува збор за фестивал кој е доминантно германски, че имаше сесии кои беа целосно на германски. Меѓутоа во одредени сесии отворени за странските автори и во една од тие сесии имав честа да бидам јас. Добро, како е да читаш на сопствениот мајчин јазик во просторија каде што не повеќето веројатно никој не го разбира, ако си била само ти од Македонија? Не знам, јас многу сакам за тоа да зборам, или беше ли горда што као млада авторка што само пред 2 години своето прво писание го издаде и излезе, го виде светлото на денот, како што викате вие. Дали беше горда што некаде читаше на македонски јазик? Се радував многу, лично на себе не сум никогаш горда, ама се израдував и беше можеби една точка од која што Зашто тоа е голема работа за сите нас, не само за тебе и за твојата фила, затоа што е убаво кога во таа голема слика ќе прочиташ име на некој што доаѓа од твојата држава, зборуваме малку за тоа. Да, беше радост. Тоа ме натера да почнам да чувствувам некаква гордост. И беше убаво затоа што се создава диалог со другите јазици. Мене тоа секогаш ме фасцинира, диалогот на јазиците. Значи јас читав на македонски, имаме превод на англиски, имаме превод на германски. И таа прекрасна заедница на диалог која се создава, која не те изолира, туку те зближува на начин на кој што ги покажува твоите посебности и разлики, а сличност е преубава. Да, особено поезијата. Јас дури на јазици што не разбирам ниту збор, или па не сум ги чула никогаш, мене мислам дека поезијата на било кој јазик на светов ми звучи убаво. И е диалог, тоа е диалог на чувства. Да, не знам дали е тоа некоја така моје субјективно чувство само, ама јас секогаш било каква поезија да чуем на било кој јазик што буквално не разбирам ниту збор, затоа што со една колешка од Азербејџан ми пушташе баш млади поети од Палестина, што
тој јазик толку не ни е навикнато ни увото ни ништо, со таа нивна ориентална музика во позадина, па мене тоа толку убаво ми звучеше што мислам дека убаво е што на едно место сте се собрале луѓе од секаде и што секој можел на различен јазик да го искаже тоа што го чувствува и што на крајот на денот не е ни важно некој дали ќе те разбере, таа некоја чиста емоција како ја што знам да кажам, па и нема ги поврзува луѓето. И нема мајчин јазик. Слушам и музика и гледам и филмови што па и не го разбираме јазикот, не мора да го збориш, енергиите и тоа што е сработено вистински со љубов, на крајот мислам дека стварно се препознава. Има ли некој нов фестивал по Европа, по светов што ќе учествуваш во сега во скоро време? Стаса ли уште некоја покана после ова твое премиерно представување? За сега не знам ништо, само што се вратив од поетска нововелистово и од Струшки вечери на поезијата. И се обидувам сега да се стабилизирам дома, ама се надевам дека не е трајно тоа. Овие два фестивали беа супер. Во Велесто имавме промоција на антологија на најмладата македонска поезија. Таму бевте собрани поезија само од жени. Не, тоа беше посебен настан. Значи имавме прво антологија на најмлада македонска поезија, прередена од Весна Мојсова Чепишевска и Иван Антоновски, и дополнително издание кој го прередија Јулијана Величковска и Славе Ѓорѓиот Димовски, панорама на македонската женска поезија од природбата до денес. Така што беа две убави изданија од кои што сум дел и многу ми е драго. Бевме таму и потоа заминав за Струга. Како помина на Струшки вечери на поезијата, затоа што ова не е твое прво учествување во Струшки вечери на поезијата, мислам дека по втор пат настапуваш. Како се помина годинава? Оваа година и Влада Урошевиќ е лаурет на Струшки вечери на поезијата и мислам дека е втор македонец до сега што има добиено. Како поминавте годинава? Гледав само фотографии, видов дека многу млади луѓе биле во организацијата годинава, што мислам дека и тоа е некој новитет. Колку што знам од претходните години во организацијата, како си поминавте, некако ви се набутаа на станите еден по друг и Велестово и Струшки вечери, не знам дали е тоа така секоја година, ама сега некако ми беа дека се вие во една недела. Да, мене така ми се случи годинава и немам баш простор да испроцесирам многу работи, ама генерално така и во животот изгледа. Беше многу убаво и задоволна сум. Промените кои Струшки ги направи со новиот тим од млади луѓе кои работат беше одличен и беше супер. Запознав прекрасни луѓе, простор за вмрежување, тоа особено за млади автори. Кажав еднаш дека за мене фестивалите секогаш се шанса ние како млади автори да се поврзаме многу повеќе и со нашата сцена, ами со европската. И во таа смисла мене таа покана многу ми значеше. Втора година учествувам. Овој пат не само на Ноки без интерпукција, туку и на интернационално читање кругови, што исто така беше супер можност и многу сум благодарна за неа. Беше простор да се запознаат прекрасни поети, да се има многу убави дискусии, да се начнат можности за нови соработки. И тоа е многу инспиративно во секоја смисла. Претпоставувам, како што и видов, имаш и други наши млади поети од регионов. Да. И тоа беше одлично. Значи има нашите фестивали се отвораат, би сакала да зборуваме за убавите работи и за точките на помрднување кај нас. Па години ви личи како да има некои точки на помрднување и нови ликови и нови работи. Имам впечаток дека последниве години како што се издаваат и нови стихозбирки и книги, дека одамна немало таков бум како последниве 4-5 години би рекла. Да, ама за тоа се заслужни одредени, мислам дека одредени издавачи и одредени луѓе кои стварно се посветени да го прават тоа. Не знам, за поетска нововелество тоа секогаш го знаев и ми е драго. Повторно втор пат бев таму. Мислам, тие директно учествува и во промоција на најмладата македонска антологијата на најмлада македонска поезија во нивно издание. Ова што се случува со само диви повторно, млади авторки застапени. Еве со Струшки има навистина убав напредок, следуваат сигурно уште многу интересни работи од овој аспект. Сега, пред да збориме за новата стихозбирка што треба да излезе на 5 септември, промоцијата треба да биде на 5 октомври. Промоцијата треба да биде на 5 октомври, се помешав затоа што прво требаше да биде на 7 септември.
па продолжен викенд, па други работи недовршени, ама добро, сепак е блиску, да речеме. На ракавот на градот е твојата прва стихозбирка, излезе пред 2 години. Да. Да, Лето поминува време. Да. Сега за сега е само на достапна само на македонски, така? Направен е избор на англиски, кој е достапен на платформата Versopolis. Прекрасен препев е направен од Горијан Крстевски, морам да го споменам, така што може да избрани песни може да се најдат таму. Одбрани песни се преведени сега и на германски и во престижното грчко списание исто така Тефлон се преведени на грчки. Тешко ли е, секогаш ме интересирало правењето на препев на песни? Па, Многу ме интересирало тоа, секогаш на друг јазик, колку му е некому тешко да успее да долови она што ја, да речеме, ти како авторка си сакала да го доловиш, она што си го напишала. јас не се занимавам со препев, ама кога го читам препевот кој го работи некој за мене. Дали си викаш, ова е тоа јас што го имам напишано, иако е на друг јазик, колку и да го познаваш тој јазик? Па, на пример, еве да речеме со англискиот препев, бидејќи го познавам јазикот, навистина одлично ми дојде и бев воодушевена од Горијан. И тој процес баш разговаравме и на струшки за процесот на преведување како процес на доближување и до тој кој пишува, ама и до можноста да се пренесе она што навистина се сакало да се каже. Би сакала јас во иднина да се занимавам со превод од препев од шпански, меѓутоа сметам дека за тоа треба време, познавање на јазикот, брусење некој лично и на сопствениот јазик, подобро познавање на сопствениот јазик, подобро познавање и на другиот јазик. Меѓутоа е магично. Мене секогаш ми било интересно, затоа што ја не изборам за поезија, ама, например, книги ги имам прочитано на матичниот јазик, на оној што ги пишувал, да речеме, на англиски или на српски, и потоа имам забележано дека ако го прочитам на друг јазик, дека не е истата книга. Па, тука станува прашањето, за мене во моментов е така ако читам на шпански. Душата на тоа што го читам се наоѓа во шпански. Да, затоа и те прашав дали ти ја гледаш разликата кога нешто свое ќе прочиташ на македонски и ќе прочиташ на англиски. Сега, поделена сум некако и да и не. Еве, затоа што ми остави некои преводи, многу препеви ми оставаат впечаток и велам не, меѓутоа кога го владееш некој друг јазик, ти автентично го прегрнуваш, го земаш она што е изворно напишано и е поинаку секако. Ама идејата да имаме добри препевувачи кои се навистина добри во тоа што го работат, ќе намалуваат таа дистанца се повеќе и повеќе. Добро, дали секогаш ме интересирало, бидејќи лично не познавам луѓе тоа што го работат, дали се тоа луѓе што исто така пишуваат? Важно ли е многу и ти самиот да знаеш и да пишуваш, да си самиот некој што чита многу, за да имаш таа способност така да го преведеш тоа, за да можеш нешто да доловиш, или да речеме да мора јас ако работам препеви на твоите песни, дека ние треба да испиеме на кој кафе, за да јас може да те скапирам тебе, твојата динамика, твојата енергија, за да може да го пренесам она што ти си го напишала и го мислиш. Мислам дека не е нужно да пишуваш, ама нужно да читаш многу. Да читаш многу и мислам дека тоа е клучниот фактор. И секако да бидеш образован во тоа поле. Значи, теориското познавање на јазикот е клучно за добар препев во јазикот. Барем за мене, наша таа перспектива ги гледам работите. И секако надоградувањето, читањето, личното разгледување на книжевноста ни својата призма може многу да придонесе во тоа. Дали тебе, кога веќе зборуваме за стручноста, тоа што тебе ти и професија, да речеме, ти си на катедрата по македонски и по книжевност, по општа компаративна книжевност, дали тебе тоа ти помогна во пишувањето и дали тоа ти беше првиот мотив да ти сакаш да пишуваш? Мислам дека пишувам многу поодамна, ама она што го правиме на катедрата, што е многу важно за мене, е теориското разбирање на книжевноста и прави да сакам да бидам подобра секогаш. Бидејќи постои разлика меѓу желбата и пишувањето и теориското разбирање на книжевноста, што може да го направи пишувањето подобро. Не нужно морам да студирам книжевност за да пишувам, ама студирањето книжевност прави подобро да ја разбирам, толкувам книжевноста и влијае на тоа како пишувам. Дефинитивно. На ракавот на градот знам дека 3 месеци стоеше во нечи инбокс. И самата кажа дека работејќи во книжара,
тогаш си почнала посериозно да се бавиш со пишување, паралелно и студираше, предпоставувам. Да. А самата стихозбирка, што сега верувам била подложна и на измени, и на секако што е нормално, стоеше 3 месеци во инбокс. На крај, како се одлучи, кому ќе му ја довериш, како беше целиот процес на издавање, затоа што сметам дека секому првенчето и првото нешто што ги има издадено е најтешко да излезе и да дојде на површина. Апсолутно. Мене ми беше многу драго што интуитивно прво им се обратив на ПНВ и тоа беше најубавата одлука што ја донесов во тој период за мене. Вака кога ќе видам, си викам сама на себе, многу убави одлуки носам, добро е. Добро беше што им се обратив на Јулијана Величковска и на ПНВ публикации, беше вистинска одлука во вистинско време, затоа што грижата што ја добив како млада авторка беше тоа што ми требаше, не само грижата, и критиката, и водството, и се понатаму што следеше со одбирање на нив како издавач. Беше нешто што ми требаше и се уште ми треба и затоа продолжуваме со нив да работиме заедно. Буквално беше одлука донесена на вистинско место во вистинско време, кога јас самата се обидував да го запознам нашиот книжевен пазар, да одлучам како, кога сакам, дали може би треба независно да издадам книгата, меѓутоа сепак оваа одлука се покажа како правилна за мене. И бескрајно сум благодарна на Јулијана и на Јован, бескрајно сум им благодарна затоа што за мене нивната поддршка значеше и некаков многу убав старт. Да, сум забележала дека тие баш и ги поддржуваат сите млади автори, затоа што од кој некако млад автор да излезе нешто ново, гледам дека тие се зад таа работа, што е супер, што и верувам дека на некој начин имате и како некоја менторска поддршка, дека не е тоа сега како ајде ќе ви дадеме ние платформа каде ќе ви биде издадена книгата, но верувам дека и во самиот процес на пишување, некои корекции, некои сугестии, дека си добили, дека тебе тоа ти има помогнато да се надогради, што мислам дека е многу поважно, отколку тоа тебе некој само да ти даде платформа, па ајде ти сега напиши, ние ќе ти објавиме, што некој се потрудил да ти сугерира каде може би грешиш, каде можеш да се поправиш, затоа што сите грешиме и дури после 20 години да седиме заедно на подкаст, ќе кажеш дека некој ти кажал дека нешто може не е најдобро и треба да седнеш одново да го изработиш, за да се добие она што сега еве пред мене го има. Од Јуля научив многу и тоа го зборувавме на промоцијата, од неа научив толку многу за тоа како треба да се подобрам себе си. Таа книжевник секако и нејзината критика ми помогна толку многу во насока да излезам од мојата глава и да објективно да го судам тоа што го пишувам, како некој што се занимава и со теориско проучување на книжевност. И во таа смисла нејзините коментари секогаш биле број 1 за мене во таа насока. Бескрајно благодарам за тоа. Меѓутоа тука би ги споменала и моите пријатели кои се млади книжевници, Андреј, Мања и Кристијан, нивните коментари секогаш биле сурови, брутални, искрени и секогаш ми помагаат и сега се уште да бидам подобра, да се трудам да бидам подобра, затоа што кога пишувам не се чувствувам важно и значајно. Напротив, излегувам од себе и се чувствувам толку мало, само го изнесувам тоа што сакам и си викам ајде да најдеме начин ова како да изгледа подобро. И обкружена сум со прекрасни и искрени луѓе кои љубовта кон мене покажуваат на тој начин што се искрени, критикувајќи го тоа што го правам за да биде подобро. Нормално, затоа што тапкањето по рамо, не е... дури кога не е нешто добро, може да ти направи само полоша услуга отколку што ќе ти помогне да бидеш подобар човек и некогаш треба некој да не тресне од земја и да каже чекај. Да, можеш го барала тоа и го барам можеш тоа. Можеш ти подобро, седни, преработи го, затоа што верувам дека некогаш немате вие работно време, не е тоа дека сега програмирано ќе работиш, па денес мора да напишам по секоја цена и тоа ќе биде супер, не може да биде. Втората книга до каде, мислам, ќе се промовира сега за брзо, ама завршивте ли со сите подготовки и промоцијата е закажана во буква? Наскоро излегува, ја работиме во моментов и возбудата е многу голема. Секако и драго ми е затоа што буква ќе биде местото на
каде ќе се случи Да, промоцијата. некако стана простор каде што знаеме дека таму може да ве најдеме со сите промоции повеќе во Па наши авторки и автори. Да, и драго ми е затоа што го отстапува просторот за нас. Секогаш се чувствувам слободно што и да правам, го имам просторот да отидам и да го побарам тој простор за нешто. И тоа ми значи и му значи на градот, затоа што тоа место не постоеше доскоро. Мислам, нели се затвори Менада, имаме некои мали места, меѓутоа буква стана оној простор на безбедна културна зона каде што можеш да се изразиш креативно на некој начин и благодарна сум многу во секој случај. Затоа и сакав сега да правиме промоцијата таму. Го имам и МКЦ, во секој случај, таму беше и мојата прва промоција, исто така едно големо место кое што е важно и за културата на градот, ама и за нас како млади луѓе. Иста ли е тремата кога се спремаш за првата книга или за втората, или тоа не поминува? Мислам дека не поминува, имам поголема одговорност, поголема самокритичност, сега уште повеќе сум многу посамокритична сум. И тоа е добро, затоа што имаше Никола Маџиров објави еден есеј скоро во кој што зборува, ќе го парафразирам, беше нешто од прилика во контекст на тоа дека не треба да се убие сомнежот на поетот, на авторот, и тоа е толку важно за мене. Мислам, многу го сакам како автор, ами и навистина се согласувам со ова. Никогаш да не се убие сомнежот на поетот, на авторот. И ова ме води. Значи поголем сомнеж од тогаш, затоа што јас пораснав малку, можеби како авторка, и носи поголема одговорност за да видам дали има реален напредок во тоа што го правам, како треба да се развивам, дали треба што воопшто треба понатаму, знаеш? Да, затоа што во спротивно сите би биле, што се занимаваме со креативна работа, би биле само едно големо его. Ако прекине тој сомнеж дека нешто не е во ред, јас кога ја снимав, например, првата епизода од подкастов, иако телевизијата не е нешто што ми е страно, јас имав трема као да треба да одам во живо на BBC. Иако е тоа нешто што се снима што не е во живо, ама тој момент кога постојано се прашуваш, самокритичноста некогаш знае да биде лоша работа, ако отиде до точка каде што те кочи да си добар и да работиш, во мала доза и таа е добра, ама ако не се прашуваш дали си добар без разлика колку години да работиш, веројатно не си. Баш за тоа размислувам периодот. И не можеш ни да растеш затоа што јас не сметам дека паметни луѓе се оние што мислат дека знаат се, или што нема 100 пати да се праша дали е нешто како што треба, пак ќе кажам, ако не е во точка кај што таа само критично станува само деструктивност, па место ти да растеш и да се развиваш и да си креативен, ти ќе станеш човек што ќе нема висока самодоверба. Границата, онаа здрава граница. А тешка е здравата граница да се постигне, иако сите мислиме дека добро е хендламе постигнувањето на границата, ама сепак учиме. Мене ми е многу мило што не знам во поетски години колку е издавање на книга во рокот 2 години. Дали е тоа малци или многу, ама претпоставам дека е повеќе од моменталната инспирација, од желбата и колку во моментот се погаѓаат такви работи. Има автори што издаваат еднаш во 10 години, а тоа се толку добри книги. Автори што издаваат секоја година, така што 2 години дали се добра како се ка размак бе на македонски? Дистанца, да. За да издадеш нова книга. Мислам дека нема определен рок, ама пак ќе кажам нешто што Илијана Величковска го кажува и многу ми значи ова. Еднаш го каже и не се сеќавам во кој контекст. Пишувам само тогаш кога имам што да кажам. Ова е тоа, ми остана во главата. Пишувам само тогаш кога навистина имам што да кажам и луѓето што ќе го читаат, ќе го проценат тоа, ќе го забележат. Не нужно тоа значи дека треба да имаш збирка секоја година, секој 2, 10, колку и да се. Кога пишуваш нужно, инспириран и поттикнат од тоа дека има што да се каже, она што ќе се чита, ќе го рефлектира тоа. Добро, тоа мислам дека генерално во животот е така. Ако имаш нешто паметно да кажеш, или што мислиш дека треба да се сподели повеќе, не дека паметно, во ред, не е нужно секогаш треба се да збориме, не е нужно секогаш треба се да се пишува. Мислам, тоа е веројатно како со цртањето. Имам пријателка која е илустраторка и она кажува, да, јас морам да цртам секој ден, зашто ако не цртам секој ден се заборава и тоа без разлики на талентот и на работата.
од 30 дена, може би ќе има само една фотографија добра, може би нема да има ниту една, може би ќе има 5. Ама сега многу пати луѓето овој тип на работа, например, мислат за оние луѓе кои пишуваат дека се ултра талентирани, што секако дека талентот игра голема улога, за да некој се бави со тоа, но тоа е, предпоставувам, е на толкава работа и читање и пишување постојано, што јас верувам дека ти, ако ми покажеш тетрадка или файл на компјутерот од 100 песни, не се сите добри. Да, апсолутно не. Затоа што луѓе да бидеме реални. Имаат впечаток, па како ти пишуваш, тебе те бива за тоа, седнала Ивана напишала и издала збирка. Тоа е проблем во книжевноста. Да ги видам претходните твои 100 песни што не влегле во ова книжуле, предпоставувам не се добри. Апсолутно ти не. Ти ги читаш и кажеш ова не сум ја, кузни кој ги пишува. Апсолутно, ама и тоа е проблем во книжевноста. Мислам, мора да се соочиме со тоа дека растеме, особено како млади автори, дека тоа е процес на растење и дека мора да се селектира. И јас немам проблем со тоа, затоа што сум свесна и сосема во ред и растам преку тој процес, ама непризнавањето на тоа за мене значи проблем, знаеш. Имено, овие песни тука се селектирани песни и се најдоброто тој период од моето, да речеме, првенче. Ама нормално е да се најдат и песни кои се просечни, песни на кои треба да се доработува, затоа што јас сум некој кој работи и сам себе си се доработува и ќе го прави тоа. Затоа и постои процесот на едитинг, на уредување на книга. Па не, затоа треба да има прогрес. Ако ти ова книга, што е твоја прва, на 20 и нешто години ја имаш напишана, и кога за 10 години ќе прочитам нешто твое, би сакала да свртам и да речам, абе, од Ивана е. Да. Значи некој пораснал, да, прогресирал, подобар е. Ако не го направам ако тоа... Ако речам дека, па добро, ова е нешто што сум го прочитала и претходните 4 пати, тогаш веројатно не растеме ни во професијата, тоа е проблем. И како луѓе во рета да јас самата сметам, затоа што е лично јас, сум почнала нешто сосема друго да работам, па една работа те интересирала, мене ми е страшно само тоа, ако мене некој ме види на улица ми рече па иста си. Значи мене ми е страв. Ако мене некој ми рече па иста си, и мене тоа ми е као што сгрешив. Да, исто така. Многу шокирачко. Сега не зборам за изглед, тоа е многу релативна работа, различни периоди во животот, кој како изгледа, долга, права, коса, кратка, не е тоа важно, ама за самиот начин и на размислување и на работата, во рета да се менуваме, некако имаме сватено дека е многу страшно ако не си ист. Јас многу се плашам порано тоа. И самите за себе, не за некој друг. Не знам, сега ми се свиѓа ваква музика, сакам вака да се облекувам, од некои најбанални работи во денот. Така, да. И мислам дека самите се плашиме од тоа, а не па од околината и од другите луѓе околу нас. Многу се плашиме. Јас лично многу се плашав од тоа. Ама на некој начин ме ослободи прифаќањето на тоа дека единственото што е, да речеме, сигурно, е тоа дека се менува. И тоа толку многу ми помогна да заземам нови простори за себе, да барам нови работи за себе и да прифатам дека работите не остануваат исти. Нужно тоа носи болка, затоа што понекогаш оставањето на работи позади себе не е секогаш најпријатно. Па не е, тоа е комфорт зона. Тоа е и растење. Не му е секому лесно. Тоа е некакво растење, да речеме, оставањето на луѓе позади себе, ситуации со кои што си пораснал, кои те граделе, и доаѓање до точка во која што ти мора да кажеш збогум на работи не е лесно, и за мене тоа е еден дел од она човечко искуство кое секогаш ќе не боли. Ама во рете, затоа што го отвора простора за други работи. Како со тоа, не знам, меѓутоа научив дека секогаш кога нешто се заминува, доаѓа нешто друго уште поубаво, и го видов тоа на толку многу начини. Секогаш кога имам искусено некаква болка од нешто што толку многу сум сакала да биде тука, ама, знаеш, со цело срце и не останувало, и си викаш, добро, мислам, која е поентата? Ова е нешто толку убаво и значено и си оди. Оставам некакво трпение, некаква верба, дека има зошто, и најчесто малку подоцна ја гледам таа голема причина и си викам само, вау, сега ми е јасно. Па така оставаме простор, како што кажа, да ни се случат поубави работи, не нужно поубави работи туку. Некако и сами коцките се поклопуваат.
па доаѓаат нови ликови, нови луѓе што не ги знаеш, нови ситуации и што си викаш си бил заглавен во една ситуација, не гледајќи дека и не оставајќи простор за толку прекрасни луѓе околу себе. Ке речеме Скопје е мало и ги знаеме сите луѓе, се знаеме меѓу себе. Јас годинава кога се дистанцирав од многу работи и ситуации, јас запознав прекрасни луѓе. Што цел живот исто како мене и тебе живееле во Скопје. И си викам заре можно. Ама кога губиш во моментот кога болуваш, пак мислам дека е нормално, е многу тешко да го видиш, тоа ти треба дистанца, ти треба некаков простор во кој што сам ќе се тргнеш подалеку и ќе можеш да го видиш тоа. Мене Шпанија ми беше, мислам дека таков момент, ама и пред тоа кога почнав да патувам и ми даде некако приземљување и некакво отварање на очите кое отварање на очите. Па да, некако за може себе било отварање на очите. И ми значеше многу затоа што не се сведуваат нашите искуства само на болување за работите што ги нема. Ни па само за среќа, мора да ги има и двете работи затоа што не можат едно без друго. Ама исто еден дел од тоа е дека многу работи си одат, ама има работи што остануваат и тука е нашата лична котва. Таму го ставаме нашето, да речеме, прибежиште. Кога не сме толку многу приврзани и кога си викаме сами на себе, окей, многу работи си одат, често се случува да најдеме луѓе, ситуации и работи кои сакаат да останат и да бидат тука до нас. И тогаш на некој начин и филтер се прави на што на вистина треба и да остане. Твојата нова книга доаѓа баш по моментов каде што кажуваш, каде што си пуштила работи додати од самата себе и надвор од тоа, нели, личности, ситуации. Дали се разликува втората психозбирка од Наракавот на градот? Иако тематиката е слична, јас пак пишувам за поетиката на просторот, ама тоа е нешто што мене ме дефинира моментално. Да, се разликува многу затоа што мислам дека подлабоко и посуштествено зборувам за работите низ кои што и јас поминувам, ама и многу луѓе како нас. Прашањата како може да го разгледуваме домот кога сме блиску или далеку од дома, како љубовта што искусуваме за луѓето прави да чувствуваме некаков внатрешен затвор или не ослободува, додека сме надвор и далеку од дома, е нешто што многу ми значеше и го искусив. Односно, што носиме кога се носиме себе си со километри далеку од она што ни е прибежиште. Кај е таа слобода што сакаме да имаме? Пак останува во нас самите. И сме номади и имаме затвори во нас, ако сакаме да ги имаме. Па да, можеме да избегаме на крајот на светот, ама на крај повторно кади да отидеш и проблемите, убавите работи, ги носиш со себе. Со очувањето со себе го носиш. Шпанија е доста далеку, ние немаме ни директен лет веќе. Треба да минуваш летови све онака на крајот од Европа, ама ако ништо самиот со себе не си решил, не можеш да избегаш од тоа. Тоа мислам дека сите овие движења ме учат на тоа дека каде додам се соочувам со сама себе. Затоа што се носиш самата и сам и на крајот на светот да отидеш, да. И тоа слободува и се враќаш дома после долго време, да речеме, како некој што се чувствува слободно, затоа што си внатре во себе слободен. Тоа е разликата. Ако, не знам, Наракавот на градот беше она наивно, младешко отварање на некои прашања за себе, овде чувствувам дека многу работи ги расчистувам со овие песни, затоа што голем дел од нив ги пишував и таму додека бе. И таа дистанца ми даде убав простор за тоа. Видов вчера кај тебе на стори на Инстаграм нешто, не знам дали смееме да збориме за нешто што се спрема ново, а се вика номадски затвори. Што ќе ми кажеш? Се преиспитуваш. Така што и тоа е нешто, и тоа е нов проект, нешто што сега почнуваш да работиш или е нешто што постоело па сега? Номадски затвори во суштина, тоа што го видев вчера, е финализирање на збирката. Имав и неколку други идеи, кои можеби ајде ќе ги оставиме за друг пат, ама одлучив под името Номадски затвори да одат само песните, само што процесот на работа и на средување е малку, да речеме, захтевен, исцрпувачки и сега некаде сме пред крајот на процесот и вчера си реков ајде некако да го прославиме тоа. Ама од самата идеја околу поетиката на просторот имам и друга идеја и нови прашања кои се поврзани со нашите искуства како жени и патувањата, ама за тоа о том потом.
Супер. Дали мислиш дека, да речеме, доволно простор, го споменавме тоа дека сега во годиниве навистина многу се издава. Има впечаток дека се издава многу, има многу нови книги, многу нови автори, како тебе самата. Мислиш ли дека некако луѓе го менуваат перцепцијата за поетите? Мислам дека да. Некогаш ми е многу чудно да зборувам за ова, не знам зошто. Мислам дека се менува, да, затоа што се издава. Меѓутоа, мене ми е многу важно што се издава и квалитетот на тоа што се издава и начинот на кој што се работи со тоа. И во таа смисла се што можам да ти кажам, иако не се чувствувам баш многу компетентна, е дека апропо издавањето и поттикнувањето на издавање на нови книги, треба да работиме на културата на читање и на континуирано надградување на себе во оваа смисла. И за мене тоа се две работи што секогаш треба да одат заедно, за да не дојдеме во ситуација да имаме пазар кој само промовира, меѓутоа без суштински квалитет. Мислам дека имаме И без публика. И без публика. Мислам во моментов има убави знаци на развој на нешто што ќе биде убаво и квалитетно кај нас, ама не можам јас да зборувам многу за тоа. Не се чувствувам компетентна. Се што можам да ти кажам е дека за да има убав раст и нов бран на оваа сцена, треба се чита и треба се работи многу. И тоа е единствена работа што си ја кажувам себе и би ја кажала на било кој друг. Ни треба простор, ама просторот полека се отвора од неколку издавачки куќи кои се помали кај нас. И тоа е за старт сосема доволно. Да, сосема говорите. Барем има простор, затоа што ти викам, многу ми е мило што навистина гледам дека во последниве години многу нови имиња излегува. Некако имав едно време впечаток дека се што некогаш сме читале од македонски автори и авторки, тоа се само авторите што сме ги учеле на училиште, тоа се само книгите што и многу ретко некако изда. Тоа е сосема сменато, мислам дека и сега. сега веќе па и еве што ги знам многу помали, помлади генерации, гледам дека споделуваат работи од тебе, од Јоси, од Ана, од Јоко. Викам па супер, ако стасало ова до средношколци е супер што ето они откриле дека освен тоа што го учат на училиште, дека постојат и сега млади поети на 21 век. Мислам дека имаме убави издавачки куќи неколку кои работат со квалитетна книжевност кај нас и тоа прави целата разлика во моментов. И срекна сум затоа што значи многу. Тоа може да ја менува книжевната клима, знаеш? Така ги гледам некако работите. Се додека постојат тие, ќе постои желбата да се менуваат работите, да се излезе од некакви канони и шеми кои постоеле досега и поалтернативно да се работи. Ивана, уште еднаш промоцијата е на 5 октомври. На 5 октомври. Многу промоции настан имам периодов и доаѓам директно од свадба, се зезам, вчера бев на свадба кај колешка. Промоцијата е на 5 октомври, на 15 и на 5 октомври, да, треба веќе да ве запишувам, џабе ве запишувам во календар, за да ве стасам сите. Се гледаме и на самата промоција, се надевам и подоцна, се надевам и дека ќе те читам и на Медуза почесто, не знам таму до каде сти со соработката, дали спремаш нешто ново и за кај нив? Па спремам, имам заборавено да им испратам, ама да. Да, ете те посетив дека имаш рокови. Дека пиеме тука кафе, нека ти е со среќа промоцијата, ќе се видиме таму секако. Јас мислам дека фативме многу убави теми. Со тебе муабетот е пред. Да, убаво што се видовме после толку време, да исклучиме и камериве и да ми пишеше на посвета, затоа што ми ја донесе книгата, да не биде дека ќе ми стои така само без посвета и фала ти што прифати да ми бидеш гостинка. Фала ти што ме покани, ми значеше ептен и уживав ептен, ама стварно со цело срце. И да се видиме пак, не само на промоција, туку во ваков контекст. Секако се гледаме. Тоа е тоа. Чао.